По повод 80 годишнината од кодификацијата на македонскиот стандарден јазик, председателката Гордана Силјановска-Давкова испрати порака со силна национална и духовна символика. Таа нагласи дека македонскиот јазик е идентитетско сонце и духовна храна на народот, символ на вековен опстој и творештво, и темел на независната македонска држава. Во обраќањето таа потсети на историскиот пат на јазикот, од мисијата на светите Кирил и Методий, преку Охридската книжевна школа, до кодификацијата во 1945 година, нагласувајќи го монументалниот придонес на Блаже Конески и другите македонисти. Силјановска-Давкова повика на институционална заштита и национална стратегија за развој и промоција на македонскиот јазик. Во својата честитка, председателката Гордана Силјановска-Давкова истакна дека македонскиот јазик е духовна основа на идентитетот на македонците и дека неговата заштита и развој се национална и човечка обврска. Таа ги повика сите институции, научни центри и граѓани да продолжат со негата и афирмацијата на јазикот, посочувајќи го придонесот на големите имиња како Блаже Конески и Круме Кепески. Председателката нагласи дека македонскиот јазик е резултат на вековни напори и дека не е измислен, туку историски изграден и научно потврден. Јубилеот се одбележува со посебна институционална координација, а Силјановска побара и донесување на национална стратегија за развој и заштита на јазикот со статус на дејност од врвен национален интерес. Владата постигна значаен напредок во развојот на воздушниот сообраќај, овозможувајќи десетици нови дестинации од двата домашни аеродроми. Првите авиони на ново воведените линии Барселона, Скопје и Лион, Скопје слетаа на Скопскиот аеродром, обезбедувајќи директни летови од Шпанија и Франција неколку пати неделно. Оваа иницијатива има за цел подобрување на квалитетот на животот на граѓаните преку зголемена поврзаност и економски развој. Дополнително се воведени нови авиолинии како Скопје, Париз, Охрид, Истанбул и повторно воспоставена линијата Скопје, Амстердам по 12 години. Се преговара и за уште десетина нови авиолинии со цел зголемување на конкуренцијата и подобрување на услугите на домашните аеродроми. Овие мерки се дел од стратегијата за привлекување на нови авиокомпании и развој на бизниси, туризам и економија во земјата. Граѓаните на Нови Сад синоќа се собраа спроти железничката станица за да изразат револт поради скандалозниот чин на засега непознат маж кој уринирал врз спомен-местото посветено на 16-те жртви од уривањето на настрешницата. На собраните побараа итно откривање и кривично гонење на сторителот, истакнувајќи дека неговото однесување е недозволиво и навредливо за семејствата на настраданите. Жителите ги подигнаа уништените свеќи, цвеќиња и плишани играчки, повторно ги поставија и запалија нови свеќи во чест на загинатите. Министерството за внатрешни работи на Србија објави дека се трага по сторителот. Израелскиот план за проширување на воените операции во Газа, најавен од армискиот врв, може да доведе до засилување на судирите во регионот, откако прекинот на огнот со Хамас не беше продолжен. Генералот Еал Замир најави активирање на десетици илјади резервисти и нови операции во дополнителни области на палестинската енклава, каде Израел веќе контролира значителни делови. Хуманитарната ситуација во Газа е драматично влошена откако Израел го прекина дотокот на помош во март, оставајќи милиони без основни средства за живот. Нападите се интензивираа на 18 март, а досега се убиени над 2600 луѓе. Главната пречка за прекин на судирите остануваат спротивставените ставови. Израел бара целосно уништување на Хамас, а палестинската страна инсистира на постепен прекин на војната. Трамп најави дека наредил повторно отворање и проширување на поранешниот затвор Алкатрас во Сан Франциско, со намера да стане символ на строг закон и ред. Тој изјави дека Америка е преплавена со злобни и насилни престапници и дека Алкатрас ќе биде дом за најопасните меѓу нив. Демократите го оценија потегот како несериозен, потсетувајќи дека Алкатрас е затворен од 1963 година и денес е туристичка атракција. Според експерти, повторното отворање би било скапо и непотребно, бидејќи во постојните федерални затвори има доволно простор. Сепак, Трамп смета дека со ваков чекор испраќа јасна порака за неговиот строг пристап кон криминалот.